Представници од иницијативата за здрав живот во Кочани, што ја сочинуваат повеќе граѓански издруженија, оствариле средба со заменичката министерка во Министерството за животна средина и просторно планирање Христина Оджаклиевска, како и со пратеничката Маја Морачанин. На средбата, што тие ја оценуваат како конструктивна, биле изнесени ставовите и напорите за решавање на проблемот со загадувањето на воздухот и водата во Кочанско. При тоа било речено дека ставовите во врска со решавањето на проблемот со Paper Mill е најавено како перманентна контрола, доколку се реализира најавата од фабриката за технички решенија со кои таа повторно ќе почне да работи. При тоа представниците од Кочани истакнале дека нема да отстапат од будното следење на процесот, ниту како граѓани, а очекуваат иста реакција и од Инспекторатот за животна средина. Паралелно ќе се следат и сите други загадувачи кои треба да се лоцираат и стават под законска контрола. Второто прашање за кое се разговарало на средбата е хидроцентралата на Мала река, за која ќе има и расправа во парламентот, каде што представниците од иницијативата за здрав живот најавуваат свое присуство. На средбата со заменик министерката за животна средина и пратеничката во македонскиот парламент бил представен одборот за здрав живот и принципот на работа, што е веќе прифатен од повеќе здруженија, институции и поединци. Представниците од иницијативата најавиле дека сплотини ќе останат на браникот на Кочани до конечното решение за заштита на здравјето на нашите сограѓани.